Синдикатот делува политички во координација со СДСМ, изјави денес премиерот Христијан Мицкоски, обвинувајќи дека се ствара тензија по договор на погрешно место. Меѓу еднаквите во делот на образованието, бидејќи и јас сум образован работник, јас сум научен работник, јас предавам на универзитетот и апсолутно се чувствувам. Мојата сопруга е професорка во средно училиште. Но мораме да разбереме дека не смееме да дозволиме во синдикалните организирања политизација. Не смееме да дозволиме политички памфлети, затоа што секоја изјава на дел од раководството во синдикалните организации е координирана со денешната опозиција. Мицкоски вели дека сите заслужуваат поголеми плати, затоа требаат услови. Сите заслужуваат повисоки плати, тоа е многу важно да се знае. Секој кој што работи, кој што се труди, кој што честно работи согласно закон и устав, заслужува повисока плата и тука не треба никој да има никаква дилема. Како влада, во рамките на овие 2 месеца направивме ребаланс на буџетот со кој што обезбедивме средства за законските усогласувања. И тука не треба исто така никој да има дилема. Мицкоски остава простор за поголеми плати во идната година. Во зависност од динамиката на консолидирање на буџетот. При формирањето на буџетот за следната година, подготвени сме да седнеме со сите синдикални единици, сите синдикални организации и да разговараме. Во меѓувреме, независниот синдикат искажа незадоволство и најави штрајкот 2 септември, на кој СОНК не одговорил дали ќе го подржи. Независниот синдикат за образование и наука од 2 септември ќе започне со серија на протести. Првиот протест ќе биде во Битола и ќе продолжиме се додека не бидат исполнети нашите барања, односно не добиеме достоинствено вреднување на трудот. Стои во соопштението на независниот синдикат.